Да се живее поинаку. Мудрости од најмудрите. Со доктор Снежана. Смирен и сталожен ум, благ и остроумен поглед, срце полно со љубов и добрина. Тоа е сликата за неговото високо преподобие, архимандритот господин Гаврил Галев, првиот македонски монах на австралискиот континент, кој во целост ја прифатил единствената Божја заповед за љубовта. Возлюби го Господа, својот Бог, со сето свое срце, со сета своја душа и со сиот свој разум. И возлюби го својот ближен како себе си. Драги гледачи, се надевам дека ќе уживате во овој мощен, интересен и пријатен разговор со отец Гаврил, кој ќе ни ја открие тајната на неговиот длабок внатрешен мир. Ќе ни открие во што се состои смислата на животот и што е формулата за еден среќен, значаен и исполнет живот. Се наоѓаме во манастирот Свети Климент Охридски, во прекрасниот Кинг Лейк, кој што навистина ма гепсува со својата убавина. А мене денес ми е навистина чест и задоволство да ви го представам мојот денешен гостин, почитуваниот архимандрит Гаврил Галев, познат во македонската заедница како отец Гаврил. Отец Гаврил, добре дојдовте во нашата емисија Да се живее поинаку. Добре нашли, поведете во овој убав манастир кој што го најавте. Ви благодарам од срце, ние веќе уживаме во вашиот дом. И јас, еве за почеток, би ве запрашала, кој беше вашиот пат од Македонија до Австралија? Како дојдовте во Австралија? Па се некако стана спонтано. Не сум планирал никош да ја напуштам родната Македонија, тупу сум сакал. Меѓутоа, ете, се јавили тука пред 10-20 години веќе скоро, потреби од основање на монашки живот на манастир, на подигање на манастири, и затоа тогаш во Донибрук, Свети Прохопчински, треба се крене манастирот и изборот паднал на мене. Отец Гаврил, велат дека утрото е многу важен дел од денот. Па, зашто е тоа така? Затоа што, нели, како ќе го започнем утрото, така ќе ни се одбива денот. Па, еве мене ми се намитнува прашањето, како вие го започнувате денот? Која е вашата утринска рутина? Па да, секако. Утрото, утринското сонце е многу важно, затоа што секогаш бирам кој ќе спијам да биде спроти исток, или пак да може сонцето да ме огрее. И секако, ние монасите денот го започнуваме и завршуваме со молитва. Така треба да биде и во мојот живот. И се трудам тоа колку што можам да го практикувам. И најчесто секој ден си имаме своја богослужба. Некогаш имаме извршување тоа молитвено келиско правило, некогаш имаме и литургија. И тоа е најважниот дел од нашиот живот, на Бога да му го посветиме со молитва, со од него да земеме таа позитивна енергија, да не огрее неговата благодат, за да можеме и таа благодат и нас да не грее, а и да пружиме и на другите кои што има потреба од таа. Кој е вашето омилено хоби? Моментално ми е фотографијата. Некако се залюби во фотографијата, меѓутоа фотографијата не само како фотографија, да речем туристичка фотографирање, туку и севкупно, природната фотографија, landscaping, како што ведам, затоа што е поврзано со учество во природата, со доживување на некои моменти, некогаш и неочекувани, непредвидени моменти,
Меѓутоа е тука да се снајдеме во тие моменти, да ги искористиме и да ги направиме позитивни. Убавото е во тоа што тие убави моменти може да ги задржиш да видат и увечни преку фотографијата. Што на вистина ве прави среќен? Значи, што ви го исполнува срцето со радост секојдневно? Убаво прашање. Па секако, живење по Божјата промисла, Божјата воља, односно живење еден живот кој што те конектира со Господ, затоа што секој добро доаѓа од Бога и на тој начин ние го примаме тоа добро. Гревот е таа страшна работа и гревот не треба да се свати никако поинаку освен тоа промашување на целта. Тоа значи грев, а промашување на смислата на животот. И тогаш настанува таа турбуленција апсолутно во целиот човек, во совеста, во срцето, па дури телесно. И тоа оно што не прави несреќни. И сега мене ме прави секако среќен тоа кога се трудам да живеам по Божјата воља, кога се трудам да живеам добро и да и посакувам да се молам исто така да сите луѓе да ги правам среќни. А секако и мојата и нашата свештеничка улога е тоа луѓето оттажни да ги направиме среќни, да ги го осмислиме животот за да можат да имат повеќе елан и повеќе радост во него, за да може да го продолжуваат и да така да се позитивни членови на општеството. Психолозите дошле до сознание дека за да се живее еден среќен и исполнет живот, многу е важно да се најде смислата на животот, како што вие веќе тоа мудро го кажавте. Еве, за гледачите да верувам дека ќе биде интересно е да кажеме што му дава смисла на вашиот живот. Значи, што е она на што најпрво помислувате кога ќе се разбудите наутро? Па секако, повторно ќе кажам, јас малку и одговорам од името на еден монах. Бог е тоа. Мојата совест каква е и пред легнувањето и после станувањето. Значи, секако од нашиот живот треба да го коригираме според тоа како сме го поминали. Се сеќам сега на една приказна за еден монах, кој што така во својата келија, секогаш кога ќе поминал денот добро, си ставил бело каменче. Секој пат кој ќе го поминал лошо, си ставил црно каменче. Е таа наша просторија да ја биде исполнета повеќе со бели каменчиња. И тоа е грижата наша. И за секој човек така треба да биде. Затоа според тоа и мозаикот ни е посветел или потемен. Така, да. Вела дека суштината на животот не е во она што ќе го добиеме од другите, туку во она што ќе го дадеме. Затоа што јас сметам дека љубовта е дар од Бога, која што ние треба да ја споделуваме со другите и дека само кога ќе ја споделуваме љубовта, тогаш навистина се чувствуваме среќни длабоко во себе. Да. Секако прекрасно прашање и констатација, затоа што баш е така. Проблемот кај нас е во тоа што ние сакаме само да зимаме, а да не даваме. Апсолутно се согласувам со вас за тоа што човекот се исполнува кога дава и тогаш се осмислува како човек. Затоа што повторно Господ е тоа што секогаш дава. И ние треба да видиме, бидејќи сме создадени според лика подобие Божи, слични на Него. Така да и ние сега тоа го осмислува нашиот живот. Тоа давање може да биде од различни начини, и тоа љубовта е баш тоа. Не колку што луѓето ме сакат мене, колку што јас луѓето ги сакам. И кога ќе се грижеме тоа да го исполнуваме, да се поставуваме тоа прашање, секогаш имаме повод да се восовршуваме. Поспротивно може да бидеме разочарани кога нема да го добиеме потребното тоа што го бараме и најчесто луѓето така се чувствуваат осамени и неисполнети се љубов затоа што едноставно многу барат. Барат и љубов од другите, наместо да даваат љубов. Па да, тоа е веќе и егоизам доаѓа тоа, затоа што не е цел свет не се врти околу нас. Ние сме дел од таа цела заедница и затоа треба да бидеме повеќе отворени.
да бидеме извор на љубов во животите на другите. Како што велам во една моја мудра мисла, немојте да питате за љубов, дарувајте љубов. Така, така. И тоа е вистинската љубов. Се друго е себелюбие. Има разлика од љубов, која што е жртва, која што е давање, која што е посветена на другиот, и себелюбие кој што секогаш бараме. Секако луѓе човечки сме, имаме потреби да добиеме љубов, меѓутоа секогаш да се трудиме да напредуваме подвигот на давање. Многу убаво кажано, благодарам. Или поточно дарување. Так, токму да. Или споделување, така со другите. Прекрасно. Кој ви дава вам најголема сила и поддршка во животот? Секако тој е мојот духовен отец митрополит Струмички Илам, кој што е голем пример за мене. Тој е многу позитивна личност и баш ово што сега го зборуваме таков како што не сакам нели секако да фаворизирам некого, меѓутоа прашањето тоа е искрено го одговара. Да, многу ми мило, еден голем поздрав. Убаво е секој, јас мислам да има еден спиритуален лидер во животот. Тоа може да биде духовен лидер или психолог или советник за ментално здравје, кој што ќе ни го покаже вистинскиот пат во животот. И очигледно вие сте го пронашле. И па сега ми се намитнува прашањето, кој е најмудриот совет што се го слушнале досега? Тој свет баш го добив од мојот духовен отец, отец Наум. Во мојата младост, кога нели секој сака да се осознае кој е, што е, како е, зошто е, како да го поминува животот, како да го смислува животот, така натака, нели секој се баре. И баш присуствував на еден тие собриси, синаксиси во манастирот во Водача. И тоа вака некако рече: во нашиот живот не треба да гледаме толку кој е прав, кој е крив. Тоа е дело на римското право. Меѓутоа, ние како христијани треба да гледаме кој е нашиот однос со Бога, дали во тој момент на тие искушенија, ќе речам, сме опаднале од Бога или сме задржале нашата заедница со Бога. И тогаш нешто како мене да ми се отвори цела небеса, дека вистина, релативна работа кој е прав, кој е крив. Меѓутоа, во мене се отворат и простори, бескрајни простори, во кои што ние се споредуваме со совршениот Господ Исус Христос, а совршенството секако бат колку и да го бараш, колку и да го напредуваш во него, секогаш имаш уште повеќе предизвик. И тоа е вистинскиот предизвик што на некој начин јас го прифатив и се трудам колку што можам да го живеам, и затоа и го советувам на сите луѓе. Ние најчесто повторно, ќе речем, се разочаруваме од овој или од оној. Секако животот е полн со предизвици и искушенија. И ние не можеме да ги избегнеме. Меѓутоа можеме да ги искористиме во наша полза, да ги подобраме. И да не се расипе нашиот однос од кого што доаѓа искушението, а во тој смисол и ние да се усовршуваме во заедницата со Бога и во ширината на нашето срце. Прекрасно кажано, значи предизвиците според мене ви даваат скапоцена можност и важни животни лекции. Ни даваат можност да се свртиме кон себе си, да работиме на својот личен и духовен развој и да станеме подобри личности. Да. И па, од тука ми се намитнува прашањето, кој вам би бил најголем предизвик во животот и како сте успеале да го надминете? Па баш тоа е моја вистински предизвик. Колку што можам да се трудам, да се усовршувам, да се согласувам, да бидам подобен на Бог, мислам на Исус Христос, нашиот единствен критериум за сите вредности. И тука подвигот е бескрајен. Секогаш ќе речем, колку и да напредуваме, секогаш сме малечки спрема него, меѓутоа тој пак како родител, прекрасен родител, кој што, знаеш, како со децата кога се игра, кој се крие и тие го бараат, и тоа е смислата на христијански живот, па и општо на нашиот живот. И тие предизвици, ако ние децата не ги научиме од мали години да се сноѓат со тие предизвици, ако ги чуваме премногу, ги врзуваме со нас, никогаш нема да научат.
И затоа ние не треба се плашиме од предизвиците. Ама секогаш да го имаме тоа во предвид, да видиме добри. На крајот да видиме добри, да не отпаднеме од тоа добре, па да фатиме погрешната страна. Секогаш да видиме добри и секогаш доброто да го чуваме како критериум. Так. Прекрасно. И па кога зборуваме за добрината, за емпатијата, еве мене сега ми доаѓа следното прашање. Кои вредности вие најмногу ги цените кај луѓето? За жал, во денешно време многу малку се зборува за вредностите кај луѓето во човештвото. Многу работи се побитни отколку вредностите кои што имат вечни критериуми. Се друго е променливо. А вредностите кои што јас моментално се водушувам е тоа дека смиреноста кај човекот. Смиреноста не само во кротост, туку и во смиреното мислење и ставање во една позиција на, така речено, на последното место, во кое што сите ги ставаме пред нас. И тие луѓе се водушевувам на тие луѓе, затоа што тие луѓе секој се спремни да дадат, како што реков преска, и се многу реални во животот. Спротивно е во тоа што ние од себелюбие или од, ќе речеме, од своја слабост бараме повеќе отколку нас да не служат луѓето. И според тоа го губиме и критериумот на вистинитост. Тоа што тогаш пристрасно одговараме на работите. Ако ги видиме смирени и кротки, тогаш работите ги гледаме по-реално. И тогаш можеме да се осознаеме самите себе, затоа што никој не е совршен, па и ние да си ги осознаеме своите слабости. И тие слабости да си ги подобриме, да бидеме уште подобри. Во спротивно секој пат ќе бидеме најдобри. А ради сме најдобри, вистина, тоа не се ние критериуми кои што сами треба да си го дадеме, тоа треба да ни пред се другите да ги оценат. Да, значи да не ги осудуваме другите, апсолутно, да не се баш споредуваме со баш другите, тоа, да. но да се стремиме да бидеме подобри не од другите, туку подобри од тоа што сме биле вчера. Така, да. Одлично. Што според вас, отец Гаврил, е најбитно во животот? Најбитно во животот е да имаш љубов, да си има љубов. Љубовта е оно што го исполнува човекот и што го прави човек, затоа што Бог е љубов, ние како создание Божие, како посебно значи, според Библијата Бог го создал човекот светот за 6 дена и во секој чин се вели му беше мило на Бог, го создаде и Господ гледаше дека се добро. Само во моментот за креацијата на човекот се вели дека Бог, како што теолозите го рекуваат, има предвечен совет. Совет меѓу Света Тројица, Отец, Син и Свети Дух, што значи дека човекот е посебно вредно суштество на земјата. Бог никој не го спознал како што е во својата суштина, меѓутоа го гледаме по своите дарови што не ги дава. И пројавувањето во Стариот Завет има еден момент кај што Бог се јавува како 3 ангели, а сите зборуваат како еден. И тие иконата на тоа изобразување се како гостоприемството Аврамово и ангелите се наредени околу трпезата на трите ангели, во кои што сите гледат еден кон друг. Тоа е нашиот вистински предизвик, тоа што тоа е љубовта, фактички. И тоа е, мислам, најголемата вредност која што ние луѓето треба да имаме. За жал не е така, меѓутоа секако тука сме ние, вашата емисија, затоа ја поддржувам, дај Боже да има ефект меѓу луѓето, позитивен ефект во кој што ќе се впие нешто во душите на слушателите и на тој начин и тие ќе станат подобри или ќе се променат својот живот, особено оние кои што го ја изгубиле смислата во живот. Прекрасно. Само љубовта е таа кој што може да им даде смисла и кој што не прави луѓе. Благодарам, отец, и за вашата поддршка, и во овој контекст вие зборувате за безусловната љубов. Так. И јас велам дека само преку очите на љубовта можеме да ја согледаме вистинската убавина на секој човечко суштество. Зборувавме за тоа што е најбитно во животот и се вративме на љубовта, а што според вас е помалку битно во животот?
на што не би требало да му обрнеме толку внимание во текот на животот? Па тоа се тие, според духовниот живот, три страсти на себелюбието, а тоа е сластолюбието како најниски категорија на страсти, да уживаме во пријадување, во препивање, тука се за жал користење на наркотици и така некои недозволени средства и погрешен начин на живење. Потоа сребролюбието, љубовта кон парите, кон богатствата од овој свет и славолюбието. Тоа е гордост за својатата, секој да бараме да бидеме на првите места, да ги подценуваме другите. Тука доаѓа и тоа, како што преска зборувавме, осудување, омаловажување, надпреварување, кариеризам. Сето тоа го на некој начин го снижува нашето ниво на живење. Токму така, да. Тоа се тие, за жал, погрешни вредности кои што го стимулираат, се стимулирани од општеството, а јас исто така верувам дека и од дома. Да, па тука е улогата на родителот. Општеството, за жал ќе речем, тоа и му се потребни такви луѓе, за да му служат на општеството да го прават така како што е. Меѓутоа, родителите мора да посветат, особено во овие времења, најнови времења, повеќе внимание со децата. Многу е поважно да го воспиташ детето, отколку да стекнеш некој искуство или некоја кариера. Ако детето го изгубиш, кариерата ништо нема да ти донесе позитивно во твојот живот. Тоа што кога ќе видиш тој дете дека страда, ништо, никаква вредност не може да го замене тоа. И затоа сега, особено кај младите родители, најбитно. Според теолозите, според психолозите, било дека во првите 3 години се ствара карактерот на детето. И во тие периоди детето, секој дете си има своји карактеристики, секој дете е апсолутно различни, посебно. И ние треба, родителите, треба да го осознаеме карактерот на детето, добрите работи да ги потенцираме, да ги усовршуваме, а лошите да ги сузбиваме, лошите да ги коригираме. На тој начин детето ќе стане токму, како се вели. Кога зборувавме за вредностите, кажавте нешто многу важно, според мене, кои вредности не треба да се потикнуваат пред се алчноста, кариеризмот, како што рековте и така натаму. Па би те спрашала што за вас значат парите? Ништо. Ништо нема. Вредност парата нема вредност, меѓутоа сега дека живееме во општество и зависиме се до некаде од сето тоа. Ама не треба да ги сакаме парите. С парите на некој начин се како, ќе речем, како сенка. Колку повеќе одеш по нив, тие бегат. Колку бегаш од нив, тие идат по тебе. Така да човекот треба само да избира. Ако сака да биде богат, нека бегат парите. Така, да. Па, еве, во овој контекст ми доаѓа историската изјава на најбогатиот човек во светот, Џон Рокфелер. Да сте слушнале сигурно, кој што вели најсиромашниот човек на светот е оној кој нема ништо друго во животот освен пари. Нема да спомнам име, меѓутоа еве, така го сакам спортот и следам спорт. Имаме и го нив фудбалери, посебно од афричкиот свет, кој ќе го видиш мобилен телефон, можеби не од најновата мода, а зима огромни количини пари. И самите тие луѓе вложуваат многу во своите средини. Имат изградено школи, болници, религиозни објекти. На секој семејство помагаат. Тоа се за мене вистинските луѓе. Парите да ги искористат на вистински начин и да ги прават луѓето среќни. И тоа и не би ги прави среќни, ти ги прави не времени, вечни ги прави. А секако тој Господ го цени, го вреднува. Така. Па јас сметам дека највисоката цел на еден човечки живот не е да акумулира најголемо богатство, туку да направи најголемо добро за човештвото. Да, човекот да го направи среќен. Тоа е најголем подвиг, тоа е најголемата среќа. Отец Габриел, кој е вашето животно мото? Па секако, моето животно мото е да се восовршувам во
оно што Бог ми го дава, што на секој човек го дава да биде подобар и уште подобар. И кога ќе речем повторно многу пати го реков да сега повторно ќе го речем, тоа е подвигот на љубовта во кој што нема крај. Да му служите на човештвото, така и да ја ширите Да. љубовта. Да. Да, прекрасно. И за крај, која е вашата порака или совет за идните генерации во однос на тоа што е формулата за еден среќен, исполнет и значаен живот? Па целиот наш разговор беше во овој контекст. Меѓутоа можеме да го сублимираме на крајот во една порака, а тоа е да се трудиме да имаме љубов, да ги сакаме луѓето, да сакајќи ги луѓето, така и ние стануваме посрекни и подобри. И сега гледајќи го радосното лице на својот брат, сестра, на кој да е, ние стануваме уште порадосни. И ке речем и тоа, вистинската порака во христијанството е да го сакаме не само оној кој што нас не сака и на некој начин ни служи, туку и оној кој што не сака. И тука луѓето најмногу грешат кога ќе се најдат во такви ситуации, тие уште повеќе се гневат, уште повеќе ги примат тие негативни помисли од ѓаволот и на некој начин станува слични на тие кои што. Меѓутоа, ќе речеме, тие луѓе грешат и ние треба да имаме толкова љубов да ја пружиме можност да се исправат. Имајќи таа љубов кон други, кон тој што греша, ние се отвараме за Бог и за Божјата благодат и Божјата благодат делува. Ние во тој момент, ако вратиме, како што вели нашиот народ, милост за драго, ние се поврзуваме во таа надолна линија која што ѓаволот не влече. Меѓутоа, јас нема да направам така. Баш напротив, ќе се трудам да не ги прифатам сите тие лоши мисли, чувства, намери, ќе опрекинам и ќе се вратам кон љубовта. И сега на тој начин и ние, човек кога нема да му вратиш лошо за лошо, тој во најмала мера, ако не првиот пат, вториот пат ќе го забележи тоа. Третиот пат веќе може да промени кај него нешто и си го придобил. И тој станал добро и тоа е фактички на големата среќа и тоа е оно кој што ние треба да се трудиме секој во секоја прилика да љубиме. Прекрасно кажано. Прекрасна порака, значи да кажеме дека љубовта е нашиот идентитет. Апсолутно. И љубовта му дава вистинска смисла на нашето постоење. Како што и вие мудро кажавте, јас навистина ви благодарам за разговорот и за вашите мудрости. Од срце ви посакувам одлично здравје и да продолжите да ја ширите својата многу важна мисија на земјава, да ја ширите љубовта и се разбира да се видиме повторно во наредно. Да, благодарам многу и на вас, на вашите добро. Сега го дека ќе речам, може би ќе звучи скромно, и го знам дека не ја заслужувам. Господ на сите да ни даде здравје, пред се љубов и да си помагаме во секој поглед и вие ви посакувам успех за вашата емисија, да имате убави, добри соговорници, да ширите и љубовта и, како се вика, нашата позитивната енергија на секаде. Ве благодарам од срце.